Ние сме Апотеозис, 5 члена сме, во моментов тука сме јас, Петар Вуковиќ, ритам гитара и бекинг вокали, Бојан Сенковски до мене, лид гитара, Андреј Коларовски ни е басистот. Во моментот не можа да не придружат вокалот Благој Петровски и Дејан Сенковски, бубњарот. Значи името и кога се одлучила за тоа име на бендот? Прво имавме едно друго по-лошо име, да кажам, нема да го спомнам, ама добро, после се прекрстивме во Апотеозис. Тоа значи воздигање, трансцендирање од човек во Бог, значи на некој начин човек Бог, станување човек Бог. И така на некој начин сакаме да го, така маце метафорички да го проектираме тоа преку музиката и текстовите. Кој членовите дојде до идејата за да се формира овој бенд? Тоа беше моја и негова идеја, бевме на Водно и првиот вокал што беше Давид. И едноставно слушавме од тој момент музика и рековме бенд да правиме. И така ствари почна идејата и после со неколку месеци ствари почнавме сериозно. А не ни знаевме да свириме пред тоа. Тоа беше некако кога 2007-2008, кога? 2007 лето вајде, да. Колку време постои бендот и каква музика прави? Бендот постои, значи официјално 2008 негде, јуни. Од почеток идејата беше да се свири треш метал, но бидејќи 90% од бендовите, да не речеме Македонија, се треш, тогашниот бубњар Ристо одлучи да смениме малце нешто друго и се одлучивме за Melodic Death. Прво за Power Metal. Да, прво за Power, но немаше вокали, па Melodic Death. Дали од почетокот до сега сте член? Па не. Од кога сме официјално као бенд, само еден член си има сменето. Тоа е бубњарот, значи се отиде Ристе Петровски, а дојде брат ми Дејан. Дали сте со бројот на настапите што сте имали, како реагира публиката на вашата музика? Со настапите сме задоволни, дури минатата година имавме толку настапи колку што имавме претходните сите заедно. Публиката добра е, иако не е секогаш голем број, тоа валја сите бендови го кажуваат, но задоволни сме со тоа што го имаме на секој случај. Колку во Македонија има артисти од истиот жанр како вашите, мисле на поджанрот? Ја би рекол два, он не се согласува со мене кога ги наборевме, тоа се Beyond the Horizon и Anno Arcanum, кои се слични, и Сердарот сега се исто така понови, само тие некако по-мелодични од нас. Од каде црпите инспирација за креирање на вашата музика? Па, најмногу од другите бендови што сме ги слушале. Значи, у принцип ја црпиме инспирацијата од најчесто од музиката што ја слушаме и од, па не знам тоа, ајде ти избори. Dark Tranquillity, Insomnium, Winter Sun у поново време и Така, некои пауер бендови, дека, мислам, не е све со онакви груби вокали што се во death металот. Значи, Melodic Death Metal исто така има и чисто пеење, значи некои црти на Power Metal. Според вас, во светски рамки, кој е популарен бенд што прави музика слична на вашата? Па ете, кажавме, значи, поголемиот дел од нашиот стил на Melodic Death Metal доаѓаат од Гетебург во Шведска. Значи Dark Tranquillity, Insomnium, старите In Flames, At the Gates. Добро, At the Gates не се баш наш стил. Тоа е у принцип. Дали имате сниман албум или некако било како друго издание? Албумот, значи, го снимивме сега во постпродукција. Уште малце би требало да биде готов. Така, која рече? планираме за 22 мај да биде. За 22 мај. Епа да, значи ако стигнеме до тоа, валја ќе стигнеме. Албумот сега за сега звучи добро. Ќе, значи, ќе има и цедиња, валја ќе го има и на интернет. Тоа е тоа. Името може На албумот Shadow and Sound, тоа доаѓа од еден стих од една песна која најверојатно прва ќе објавиме, Archetype. Дали држувате контакти со некои други познати музички линии, со надежда дека може би имате соработка со нив или нешто слично? Па не знам ни како да го постигнам тоа. Би сакал. Но не знам, да се пружи некаква прилика одма нормално.
Одржаваме главно со нашите бендови контакти со македонските, значи као се дружиме луѓе што сме од сцената, а со странските не. Дали имате амбиции за настапување на корупциониците и за промовирање на вашата музика? Како би го постигнале тоа, некакви планови или нешто со некоја да контактирате за да може да остварите тие средби? Па вокалот сега бажа ни живе у Софија, така да планираме да фати некои врски таму. Ама у принцип да би било добро ако би можеле да се пробиеме негде надвор од Македонија. И сега ќе видиме дали ќе испадне. Па под старото име мислам дека имавме колку 3 или 4, ама тие не ги сметаме баш за нешто што сме го достигнале, а сега со ново име ни една. Ова албумов ќе не биде прво издание. И тоа е тоа. Дали имате снимано видеозапис? Неаме, освен по свирки, но планираме дека јас сега нешто пробав нешто со опрема, купив и би требало да почнеме да снимаме, размислуваме која песна и како би се одвивале сите тие работи. Зошто се одлучиле повеќето од песните или речисите песните да бидат на англиски? Па мене лично ми звучи подобро или полесно за бидејќи македонскиот јазик е погруп и потешко е да се формира некој добро да звучи нешто. И тоа и со пишување, Овој жанр. да, особено во металот некако полесно е, ако ништо друго. И планови за година што планирате, како планирате покрај албумот, покрај скоповите, некои креирање на други песни, нешто што е врзано на музички план? У принцип планираме веднаш да почнеме да снимаме и втор албум, значи да не искочува и ќе почнеме одма со средување на нови материјали и надежно со снимање у брзо време на истите. За друго немаме некои планови. Ако Имаме, мислам, као ќе биде као сайд проект на страна, планираме као метал опера, но да, прва и ќе треба да се, значи, многу тешка работа. Тоа е сега стои само као концепт, па ќе видиме понатака како ќе се одвиваат сите тие работи. Зашто Најавени настапи во близина? не, ќе немаме ништо тешко, значи уште се собираме како група, зашто треба да бидеме дефинитивно над 10 луѓе, од кои претежно ќе бидат 80% од членовите вокали, ќе има различни ликови, но сега за сега бараме и разгледуваме само можност. Како и да фокусирани сме да го ова за операта, да. Сега сме да го издадеме албумов, да направиме концертна промоција, значи да се спремиме убаво, па после тоа може да размислуваме и за нови песни. Ја више почнав една направив и за ова што е метал операта.